Ангјушев со така наречениот план за економски раст, кој го презентираше пред македонските стопанственици во Стопанската комора на Република Македонија, само ги залажува бизнисмените. Мерките кои ги презема владата на тројката Заев, Ангјушев и Тевдовски се антиреформски и повеќе не предизвикуваат штета отколку полза за граѓаните. Мерките кои денес ги презентираше Ангјушев не го адресираат главниот проблем во државата. Овие мерки не го адресираат проблемот на невработеноста. Овој план е дизајниран само за фирмите на Ангјушеви и Заеви, бидејќи никој друг нема да има полза од ова. Ова е план по чија реализација ќе се отпуштаат вработени, а нема да се создаваат нови работни места. Според мерките промовирани од Ангјушев, трудоинтензивните сектори, кои вработуваат многу луѓе во Македонија, нема да се субвенционираат, а тие сектори се текстилната, кожарската индустрија, автомобилската, градежништвото. Истовремено компаниите од секторот како Джонсон Мети, Дрекслер Мајер, Костал, Леар, Кромбер и Шумберт со нивните мерки не може да добиваат државна помош и истите ќе одат во соседните држави, каде има мерки за овој сектор. Ова значи дека фирмите кои вработуваат по 1000, 2000 и повеќе вработени нема да имаат никаква полза од мерките на оваа влада. Овие компании кои нема да добијат поддршка од владата, ќе размислуваат да ја напуштат Македонија и да заминат во други земји од регионот, каде нема никакви дискриминирачки ограничувања. По инвестициите, наместо во Македонија, ќе завршат во земјите од соседството. СДС за економијата ветуваше многу, а не реализира ништо. Граѓаните гледаат дека СДС на економски план носи само стагнација и криза и затоа ќе го казнат СДС на престојните локални избори на 15 октомври.